Сте размислувале ли некогаш да бидете фрилансер? Ако да, тогаш сигурно сте ги поставиле прашањата. Кај ќе најдам клиенти, на која платформа да се закачам, како да ми изгледа профилот, како ќе ми платят, колку ќе ми платят, како да ги добијам парите, треба ли да пријавам данок и така натаму. Ова се нормални прашања на кои што најдобро е да ни даде одговор некој кој што веќе го поминал сето тоа, некој со фриленсерско искуство. Токму затоа во денешната епизода на Newbiz Екатерина Смилева Божиновска ја напуштила новинарската кариера за да влезе комплетно во фриленсерските води, а денес веќе и гради специфичен бизнис модел на платформата Fiverr. Кате, welcome to Newbiz. Добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Ти велам welcome заради тоа што претпоставувам дека заради фриленсерската кариера тебе ти е поголемиот дел од работната комуникација на англиски. Точно, и многу англицизми се користат во самата комуникација, дури кога ќе се преведени на македонски. И затоа им се извинувам на сите македонисти кои што ова ќе го слушаат. Меѓутоа да, главно на англиски се одвива целата работа. Некогаш едноставно и да сакаш да го преведеш не оди, не е истото значење не го добива. Не го добива истото значење и некогаш нема ни точно соодветен термин за да се преведе. Наврати се за почеток на разговорот на твоите почетоци и во новинарството и фриленсерската кариера. Како, дали беше паралелно или прво едно го почнав, после си речеш ќе да се свичнам? Да, прво почнав во новинарството, бидејќи студирав новинарство. Тогашниот професор на факултет Зоран Димитровски ме повика дали сакам да пробам да почнам да работам уште во втора година на студиите во порталот Фокус. Тогаш почнуваше порталот Фокус со работа и имаа потреба од практиканти. И всушност така започнав да работам како новинар. А фриленсерството дојде некои 3 години подоцна. Значи не беше во исто време. Како до првите клиенти? Сигурно дека некој не дошол да ти се јави, да рече ти кате за фриленсер си. Не, значи јас не имав некој посебен план, не планирав еве сега јас ќе започнам фриленс да работам. Тоа дојде сосема случајно во комуникација со едни наши пријатели кои што имаа веќе започнато профил на платформата Fiverr и ни предложија на мене и на мојот сопруг, бидејќи заедно го работиме ова. И ние си рековме ајде да пробаме, меѓутоа немавме некои конкретни вештини кои што тогаш можевме да ги нудиме на платформата. Мојата професија имаше некоја блискост да речеме со копирајтинг, social media маркетинг, додека мојот сопруг работеше како видеоедитор. И тука најдовме некоја поврзаност и одлучивме да почнеме да нудиме услуги од областа на social media маркетинг, односно поточно креирање на содржини, content creation. Го направивме профилот на Fiverr и нели до првите клиенти најтешко да се дојде. И поради тоа моравме да почнеме со некои од оваа перспектива смешни цени тоа време. Тоа беше 2019 година кога започнав. Како изгледаше тој процес? Што да ставам на профилот? Ова да го ставам или да не го ставам, вака да го напишам, така да го напишам? Што ве прашуваа најчесто тие што ви пристапуваа со проекти или вие ги бркавте тие што имаат проекти па се нудевте сами? Така, бидејќи оваа платформа функционира на принципот клиентите да пристапуваат кон фриленсерите. Многу е важно да се направи добар профил и добри пакети со понуда на услугите. За да успееме тоа да го направиме, ние многу истражувавме како изгледаат профилите на оние кои што се веќе многу успешни на платформата. Особено нели во областа на social media маркетинг. И така доаѓавме до конкретната содржина, што да ставиме, како да ни изгледа сликата, како да се представиме. Но се разбира дека моравме да почнеме скромно, бидејќи како нов селер или продавач на платформата, пред се ти пристапуваат мали клиенти, односно многу мали бизниси кои што и често и самите не знаат што точно им треба. Но ние бевме упорни и токму тоа што бевме упорни и што на почетокот прифаќавме да работиме и за ниски цени, ние возможи денеска или тоа да не се исплати. Што значи да не се исплати? Дали тоа има ли некој момент каде што се случил пресвртот во смисла ова е клиентот или ова е проектот после кој што експлодиравме?
Не можам да кажам дека тоа беше конкретен клиент. Пред се тоа беше квантитетот, односно бројот на клиенти кои што месечно ги добивав. Бидејќи на Fiverr се работи воглавно на кратки проекти, многу е важно да се стигне до што е можно поголем број на клиенти и проекти во текот на еден месец. Ние кога стигнавме до некоја одредена месечна заработувачка која што беше задоволителна, одлучивме прво сопругот да се даде отказ од неговата редовна работа, а јас продолжив да работам уште неколку години паралелно во новинарството. Да се навратам малку наназад, додека работев новинарство, во меѓувреме почнав да работам и како PR, бидејќи некако не ми беше доволна таа некоја просечна македонска плата во тоа време и работев паралелно PR координатор во една невладина организација и новинар во Фокус. Така што работниот ден ми беше од наутро од 8 часот до навечер до 10. Тоа траеше некои 4 години. Како ги селектиравте во фаза кога веќе сте етаблирани, кога сте познат со многу проекти, продавач на услуги на платформата, како селектиравте после на што сакате, на што не сакате да работите, што е за вас, што не е за вас? Па пред се уште при самиот иницијален разговор со клиентите, со тек на време учиш да ги процениш. За каков клиент станува збор? Дали може да биде комплициран, да има барања кои што излегуваат од договорот. Тоа ни беше многу важно. Со тек на време навистина успеваш да донесеш точни проценки за клиентите и се разбира почнавме да се фокусираме на поголеми клиенти. Раскажи ми за проект што мислиш дека би бил фантастичен, одличен, многу се гордееш и оној кој што сметаш дека би бил тежок фейл. Не размислив за ова. да се обидам да ми текне. Па може би најуспешен проект ни беше една компанија која што работеше на организација на венчавки во Америка. Работевме content creation, статични постови, рилови, копирайтинг, целосна кампања. Така што ние бевме задолжени за ребрендинг правеше компанијата, ние бевме задолжени откако ќе се направи тој ребрендинг, ние да ги поставиме нивните содржини на социјалните мрежи. Значи стартувавме на некој начин од нула. Тоа беше еден многу успешен проект, каде што и самиот клиент беше многу задоволен од тоа што го сработивме. На конкретен фейл не може да ми текне, но има неколку ситуации каде што клиентите не биле задоволни, а ние сме сметале дека овој проект е супер сработен, ние од наша страна сме биле задоволни. Меѓутоа, клиентот наеднаш доаѓа со барање, сакам се да откажам, ова не е тоа што го барав, дизајните не се тоа како што јас ги замислив. И дури тогаш ќе ни прати некакви дизајни кои тој што се ги имал во глава. А кога ќе ги видиме тие дизајни од дизајнерски аспект, тоа можеби не изгледа толку квалитетно, меѓутоа клиентот тоа го имал на ум. И меѓутоа тие такви моменти па извлековме и многу важни лекции. Како се менеџира таков фидбек? Се обидуваш да дојдеш до решение преку разговор, тука најчесто целата комуникација на Fiverr најчесто оди преку четот, односно преку пишана комуникација. Во вакви ситуации се гледа, се обидуваме да закажеме онлайн состанок, да се видиме со клиентот и да пробаме да му објасниме. Дека можеби сме имале различни очекувања, не сме искомуницирале добро. И се обидуваме нели да почнеме од почеток. Нудиме, значи една шанса да речеме за од поново да се обидеме да исправиме работата. Меѓутоа некогаш ништо не функционира и на крај нели се доаѓа до откажување на проектот. Се случуваат и такви ситуации. Како функционира Fiverr по однос на оние кои што се спојуваат таму на проекти, како оние што нудат и оние што бараат услуга? Има ли некаква, не знам, корисничка поддршка за некој кој што сега сака да влезе во фрилансерскиот свет, што може да очекува од платформата освен маркетплейс? Има customer support, но за да почне да работи, да продава услуги, сепак мора сам да истражи и сам да го направи профилот. И пакетите кои што постојат 3 основни пакети кои што се продаваат, но се разбира во комуникација со клиентите се
најчесто се соработува преку кастом пакети, односно точно дизајнирани според потребите на одреден клиент. За да се почне на платформата, најважно е нели да се направи добар профил, но и подоцна да се биде многу упорен, додека да се стигне до неколку првични ревјус или оценки од клиенти, кои што понатаму ќе овозможат другите клиенти да имаат одредена доверба, бидејќи кога пристапуваат кон нов селер со 0 оценки нели тука мора да се игра со цената за да се добијат првите клиенти. Ако некој сака да игра Devil's Advocate во оваа ситуација, сигурно те рече, не можеш тоа да го наплатиш, кај те наплатиш, за многу малку те работиш, огромна е конкуренцијата, па како изгледа тоа, колку ти земе платформата, па колку ти стигне на твоја сметка, па како ти стигне на сметка во Македонија не функционираат системите, светските системи за плаќање, па колку треба да дадеш на државата и така натаму. Како би одговорила на сите овие objections што ти ги даде некој, а ти го имаш искуството? Па можеби најдобро преку пример да им се одговори. Не само мојот личен пример, зашто ние сега преминуваме кон градење на еден бизнис модел преку оваа платформа. Не само ние да бидеме како поединци фриленсери кои што нели имаат солидна месечна заработка и тоа е тоа, туку да изградиме еден бизнис модел на самата платформа. Значи на некој начин ние функционираме како агенција, меѓутоа на самата платформа стојам јас како главно лице кое што се појавува пред клиентите, но тие знаат и тоа е транспарентно назначено дека ние сме тим, дека не работам само јас. Точно е дека платформата зима провизија нормално, меѓутоа ако се направи споредба колку треба да се вложи во маркетинг за да се стигне до клиенти без платформа, мислам дека ова е многу поисплатливо отколку нели сами да тргнете со своја веб страна и да барате клиенти на тој начин. Како ги менеджирате овие финансиските моменти во смисла можностите за плаќање, Payoneer картици на македонска сметка? Така, Fiverr најдобро функционира со Payoneer. Се разбира дека има тука нели провизии дополнителни што мора да се платат и тоа е тоа. Во последниве 2 години најмногу ни помага и Native Teams, платформа која што овозможува фриленсери да си покриваат пензиско и здравствено осигурување, како и цела обработка на парите кои што им стигнуваат, покривање даноци и слично. Тоа сигурно го леснува целиот процес многу. Да, многу го леснува, бидејќи се треба сами да правите, па нели треба и да научите што се треба да се покрие, но генерално за некој што сака да почне да работи на оваа платформа, може да се исплати нели доколку биде упорен. Како реши да се откажеш комплетно од новинарството? Ти фали ли? Па на моменти има кога ми недостасува, да, токму за тоа и пред одредено време се активирав на LinkedIn да почнам да пишувам, односно да продолжам да пишувам, бидејќи јас работев во пишан медиум и пишувањето често ми недостасува. Меѓутоа имаше повеќе фактори поради кои решив да се откажам комплетно од новинарството. Тука влијае условите кои што владеат генерално во новинарската професија во Македонија, но и самата новинарска професија носи одредени негативни страни без разлика на тоа каде се функционира како новинар. Дали се тоа најразлични притисоци и така натаму. Втората работа можеби беше мојата амбиција, бидејќи не гледав што понатаму во новинарството. Не се гледав себе си во телевизија или нешто такво и не гледав што следно, а не сакам да стојам на исто место цело време. И таа амбиција да создадам нешто свое, да организирам, да смислувам процеси, да градам системи, ме мотивираше целосно да го напуштам новинарството и да се посветам на оваа работа. Ова всушност значи дека влегуваш во претприемнички води, затоа што од фриленсерство одиш кон градење на бизнис модел повторно на платформата, меѓутоа тоа би подразбирало водење на тим. Како изгледа тој процес? Што е она што ти е падни стани, можеби, што е она што го учиш во процесот на создавање тим? Колку сте сега? Сега сме со мене 5 луѓе во тимот. Копирајтери, графички дизајнери и видеоедитори. И мислам дека тимот е доволен, меѓутоа можеби тоа е еден од најголемите предизвици со кои што се сочуваме, како да се дојде до вистинските луѓе.
и како да се задржат, бидејќи во овој момент ние не можеме да понудиме, например, целосно вработување на full time. И многу често, нели, луѓето си бараат да бидат целосно покриени, што ние во моментов не можеме да го понудиме, па имаме именување на тимот. Друг предизвик е да се најдат, нели, квалитетни луѓе кои што ќе бидат константни со тој квалитет. Нели, вака на прва на LinkedIn сето тоа многу убаво звучи и е представено одлично, меѓутоа кога ќе почне работата да функционира, испливуваат некои други работи на површина. И токму сега сме во таа фаза каде што работиме на развивање на тој систем и поставување на процесите, за да може тој модел да функционира. Само македонци сте или има простор некој од страна да ви се вклучи, независно што не сте тука сите? Да, не сме ограничени во однос на тоа, меѓутоа сега сме само од Македонија во тимот. Претходно сме имали од Србија, меѓутоа во главно од Македонија. Бидејќи не е најлесно за пронаоѓање и стигнување до луѓето. Ако треба да направиш една листа за и против фриленсерството и за и против новинарството, како би изгледала таа листа? Што е на едната, што е на другата страна? Па ако почнеме од фриленсерството, например, прво што ми паѓа на ум е организација на сопственото време. Тоа значи дека можам да поминувам сега еве во овој случај повеќе време со детето дома, да работам додека спие навечер, не сум ограничена, можам кога сакам да отидам на прошетка во парк, не тоа само да биде за викенди. Втор аспект се финансиите, нели секако. Трет аспект можеби е таа желба, тој драйв за, бидејќи работиш за себе, цело време да се надградуваш, да го градиш системот. Тоа е нешто што ми исполнува и многу често додека работам на тоа, не го гледам како работа. Не чувствувам дека работам, сега треба да седнам и да работам, туку тоа во текот на денот ми се провлекува некако. Негативни страни, организација на времето, меѓутоа исто така немање на фиксно работно време, што значи дека некогаш и цело време работиш. Не знаеш, нели, до 4 ќе завршам, потоа сум слободен, тоа го нема. Ако некој клиент ти пише навечер во 9 и си решил можеби нема да работам, ама се да му вратам, нели, зашто да се чека. Тоа е единствена негативна работа што ми текнува. Во однос на новинарството има повеќе. Како што кажав, условите, одредени притисоци кои... Јасно ни е каква е медиумската сцена во Македонија, меѓутоа што е за? Што е за кога станува збор за новинарството? Еве го напушти, а можеби те му се вратиш. Па да, не знам, ама доколку имате желба тоа да го работите, тоа е таа некоја... Има ли простор да го смениш светот со новинарската работа или е само идеал кој што онака си го чуваме и си мислиме аха можеби, ама не баш? Кога почнував и кога одлучив да студирам новинарство, мислев дека може да се смени. Ако не светот, нели некои процеси тука во државата, но со тек на време сватив дека не е тоа така баш лесно, дека тоа е некој утописко размислување кое што не знам дали е можно или промените се случуваат премногу споро. Тоа е едниот сегмент. И од друга страна си реков, малце себично одлучив да размислувам, зошто јас да бидам таа што ќе ги трпи сите тие негативни работи кои што ги носат промените. Си имала ли ситуации, сега да те вратам на кариерата, затоа што фокус е пред се ньюс медиум кој што покрива и политички и случувања во судство, хроника и така натаму. Си имала ли ситуации каде што си имала притисоци, ти лепеле етикети, што е оно што колку год да сакаш да го изменаџираш те повредило? Директно можеби не, меѓутоа се случило да има, бидејќи во последните години почнав да работам истражувач по новинарство. Се случило да има јавувања, например, кои што на почеток се на пријателска база, чисто да ве предупредиме, нели нема тука никакви директни закани, меѓутоа за да ти направат подсвесно, нели, некој притисок или
ова што сте го напишале, нашиот правен тим го разгледува, да видиме дали е, нели се како што треба, дали тука ние некако сме оштетени. И тоа се некои суптилни притисоци кои што ти влијаат и во секојдневниот живот и колку и да сакаш да се обидеш да, нели, да не ти влијаат, еве јас сум, ќе си речеш јас сум силен, тоа мене не ме допира, барем јас до мене допираш и јас не успеав тоа да го надминам така без да ми има влијание врз мене. Е сега, тоа е еден тип на притисок, ама друг па бери многу гајлиња кога си вработен некаде. Во оваа сега ситуација што имате, зборуваме малку како ги израционализиравте, затоа што двајцата влегувате во потфатот, не е дека еден има стабилна работа од која што ти стигнува на први плата, па другиот прави поризичен потфат, туку двајцата сте во истата приказна. Како ги рационализиравте и ги промисливте ризиците на претприемачкиот живот во услови кога сте со мало бебе? Така да. Ова се случуваше, нели, пред 6 години, кога решивме целосно да преминеме, меѓутоа секогаш гледавме да го оптимизираме ризикот. Ризик мора да има, но гледавме да го сведеме на минимум. Тоа го направивме на тој начин што прво сопругот си даде отказ од редовната работа, и јас останав да работам. Токму од тој страв, да речеме, или да го избегнеме ризикот, што доколку, нели, ова не успее. Јас продолжив да работам некој можеби уште 2 години после тоа. И откако се стабилизиравме и видовме дека добро, нели, зависи месец од месец, меѓутоа има некој стабилен приход кој што е константен, тогаш решив и јас, нели, целосно да се посветам на ова. Се разбира, е поризично отколку тоа да имаш на секој први плата да ти стигнува. Тука може да се случи да не ти стигне ниту една плата да извадиш. За среќа тоа до сега ни се нема случено. Меѓутоа кога ќе ги изменаџираш добро ризиците, кога ќе бидеш веќе стабилен на тоа поле, мислам дека нема некоја голема опасност, нели, да преминеш целосно на фриленс. И сега, за да имаш барем една плата, во фриленсерството мораш да имаш доволно работа, константно работа, особено ако затоа што кај вас се клиентите на краткотрајни проекти. Реално огромна промена се случи и во креативните индустрии, во IT индустријата со вештачката интелигенција. Како гледаш на тоа, како удар, како нешто што може би те ви го намали обемот на работа, како нешто што ќе ви помогне да бидете поефикасни, покреативни? Како ги рационализираш овие промени што ни се случуваат? За вештачката интелигенција сметам дека ќе ни биде само придобивка, бидејќи ако се најде вистински начин да се искористи, може многу повеќе да се оптимизираат и да се забрзаат процесите, кои што ние ги имаме во смисла на креирање на содржини, на дизајни, на видеомонтажа. Не сум поборник на тоа целосно да се потпре на вештачката интелигенција, особено не во делот на копирајтерството и пишување на содржините, ниту на дизајнот. Меѓутоа, доколку паметно се користи во смисла на технички дел, тоа значи прибирање информации, истражување, па и брейнсторминг, може само да работи во наша полза вештачката интелигенција. Каде гледаш дека може најмногу да го промени начинот на функционирање на креативните индустрии? Па можеби ќе намали работата во делот на техничкиот дел, меѓутоа оној креативен дел, умствен, мисловен, ќе стане поважен од кога и да е, бидејќи ќе има луѓе кои што ќе се потпрат целосно на вештачката интелигенција, ќе се обидат и креативниот дел да го префрлат таму, но на сметка на тоа ќе избијат на површина како поквалитетни и подобро платени оние кои што ќе задржат да го прават сами мисловниот дел, креативниот дел, каде што ќе има повеќе емоција во содржините. Мислам дека тука ќе се направи разликата најмногу. Имате ли вите клиенти што велат, можам јас ова сам да си го направам на ChatGPT? Има, се разбира. За среќа се ретки, меѓутоа се случувало и тоа. Или можам јас да си купам followers за $10, нели, при тоа не знаејќи дека тие не се реални профили, нема да донесат ништо добро во аспект на продажби и слично. Меѓутоа и на нив се обидуваме да им објасниме која е разликата.
Кои се оние барања што ги добивате сега во овој период од типот на слушнал, недослушнал, видел дека нешто може да се направи со некоја алатка, па не знам, искористете го ова за тоа да ми направите. Има ли такви ситуации? Колку се онај наплив на информации за не знам чуда може да се прават со алатките со вештачка интелигенција ви носи нереални можеби барања? Па имаше едно така најекстремно барање во однос на видеата, креирање на рилови. Барањето беше дали ќе може јас да ви испратам слика од мене и вие со помош на таа слика да креирате видеа, односно како јас да зборувам, нели мој аватар да креирате и тој аватар да ги зборува сите оние содржини едукативни кои што јас сакам да ги споделам со публиката. Тоа можеби во скоро време ќе биде возможно ли да се направи, меѓутоа ние од друга страна па не нудиме такви услуги, ние сме концентрирани на тоа ние да ги продуцираме самите видеа, дизајн и така натаму. Тоа било единствено барање кое што ми текнува така Ова што ми го кажуваш ние да ги продуцираме, особено за видеото, што значи тоа? Ако клиентот ти е, не знам, да речеме во Норвешка, ви праќа видеоматеријал или му кажувате што треба да усними, па потоа вие го едитирате? Да, доколку клиентот е спремен да се снима себе си или да сними материјал, тоа е најдобрата опција да ни обезбеди нели снимен материјал кој што ние потоа ќе го едитираме, ќе додадеме текст, транзиции и така натаму. Меѓутоа најголем дел од клиентите, бидејќи работиме со мали и средни бизниси, не се подготвени на таков чирко, бидејќи тоа има дополнителен трошок. Затоа ние им нудиме креирање на видеа со користење на сток футич најчесто, кој што ние потоа го едитираме, анимирани видеа, текстуални видеа, тоа така најчесто функционира работите. А инаку најголем дел од клиентите со кои што работиме се од САД. Што е оно што гледаш како тренд во содржината за социјалните мрежи, во оно што допрвате се консумирате биде интересно? Па мислам дека главна улога ќе игра оној сторителинг кој што би бил по-човечки, со повеќе емоција, споделување на лично искуство. Мислам дека тоа ќе ја направи разликата. И како втор сегмент можеби концентрација на микроинфлуенсери. Мислам дека тоа веќе е тренд, е започнат. Ако доскоро се одеше на тоа нели инфлуенсерот има што е можно поголем број на следачи на социјалните мрежи, во иднина тоа ќе бидат микроинфлуенсери кои што влијаат точно на одредена публика која што му е потребна на клиентот. За крај ти поставам едно HR-ско прашање. Каде се гледаш за 5 години? Па се гледам на Секако имајте го предвид се она што сега се случува кога градите. Така, се гледам на истата платформа, на Fiverr, меѓутоа со добро развиен бизнис модел кој што ќе ми овозможи тој модел да функционира и без мое присуство. Тогаш ќе можам да си кажам дека ова е успешен бизнис модел, функционира. Тоа значи дека јас, например, кога ќе одам на одмор, нема да треба да го носам лаптопот со мене и да работам, а работата ќе тече со ист квалитет како јас да сум присутна. За да се постигне тоа, главен е нели да се изгради добар тим, квалитетен тим и да се точно се дефинираат сите процеси во целата фаза на работење. Тоа е некоја моја визија во моментов и од скоро нели работиме на остварување на таа визија. Ти имате многу работа во следниве 5 години. Точно. Ти благодарам за разговорот и посакувам многу успех. Ти благодарам и тебе.